Светски спортски легенди кај семејството Марковиќ е насловена манифестацијата што беше организирана на 15 јуни годинава во селото Старо Нагоричане. Настанот беше во организација на Чедомир Марковиќ, пензиониран старешина, успешен бизнисмен, голем хуманитарец и спортски работник кој што живее во Скопје, но потекнува од Старо Нагоричане. Како што вели Марковиќ, неговата цел е остварена, односно успеа на едно место и во исто време да ги собере најголемите спортски легенди од поранешна Југославија и Македонија. Бокс носители на светски и олимписки медали, олимписки шампион во борење и фудбалски легенди од Македонија. Аце Русевски, Тадија Качар, Реджеп Реджеповски, Шабан Трстена, Вујадин Станојковиќ се само дел од врвните спортски имиња кои што го испочитуваа Марковиќ и беа дел од манифестацијата Светски спортски легенди во Старо Нагоричане. Идејата потекнува, всушност, идејата потекнува уште 1978 година, од 5 до 20 мај се одржа светско првенство, второ аматерско светско првенство во Белград во бокс. Мене ми припадна таа ретка можност или чест да од 150 репрезентации јас ја предводам југословенската репрезентација, односно репрезентација на домаќинот Југославија, у тоа време Југославија која беше во голем налет во сите спортски дисциплини, а посебно во бокс. Тоа беше голема чест за мене да предводам Југославија во која во така наречениот плав строј се најда јас, моја маленкост Чедомир Марковиќ. Позади мене стоеше со југословенската застава капитенот на Југославија во тоа време, нашиот кумановец, европскиот првак и бронзениот олимписки медал од Монтреал, господинот Аце Русевски. Позади Аце Русевски беше во нашиот плав строј Тадија Качар, олимпискиот вице шампион, и позади него легендарниот Драган Војковиќ. Значи, ние тие четворица представуваме Југославија на ниво на светот. Бев присутен на целото првенство, видов со каков хероизам они располагаат да се искочи на светските велесили на тој четвороаголен ринг, не беше едноставно, меѓутоа нивната способност и нивната спортски дух кај мене влеа изузетно восхитеност, да ја целиот живот после тоа ширев на моите пријатели и околувања со какви ние спортисти располагавме. Да се донеса такви спортисти беше навистина тешко. Јас сепак сум многу радосен бидејќи успеав, многу мои пријатели, познаници, ама тоа е невозможно, меѓутоа кога ги гледаат овие видео снимки, велат дека е успешно. Сега според веројатно вашата програма која ќе ја пратат, повеќето ќе се уверат дека тоа навистина се случи во Македонија, во општина Старо Нагоричино, во мојата семејна куќа. За гостите имав припремена на тајна програма, по сценарио. Тие мислеа дека ќе дојдат на некој кафе, сок, вода, да се оладиме, меѓутоа беа запрепастени, посебно на крајот, нели, кога се поздравувавме, од програмата. Еден од великаните на југословенскиот бокс, Тадија Качар, се произнесе дека во неговиот живот, тој и неговите современици боксери, за 50 години бавење со боксот и поминување на сите светски територии, континенти, на сите простори светски, никој пат не бил дочекан како во Старо Нагоричено кај Чедомир Марковиќ. Тоа го вели светската легенда. За тоа имам следни запазувања. Јас во таа програма вметнав патување од Куманово, значи собирна точка не беше Куманово, и успат посетување на некои историски споменици, како на пример го посетивме и одржавме кратко предавање, односно запознав кратко великаните на спортот со монументалниот објект Зебрњак. После Зебрњак заминавме во општина Старо Нагоричино, која иначе историски преполно со монументални споменици, значи ја посетивме црквата Свети Ѓорѓи од 1071 година, пештерата на Прохор Пчински од 1045 година и кратко ги запознав со обсерваторијата Кокино. Ќе се обидам поред со кратки црти. Прво Аце Русевски, европски шампион од хале и бронзана медала од Монтреал, нашиот кумановски олимпиец. Вториот кумановски олимпиец од нашето
олимписка кумано, Реджеп Реджеповски сребарна медала од Олимписки игри. Тоа се двајца олимпици на Куманово кои го прознесоа спортот на Куманово и на Македонија во целина, и они беа во една улога и како домаќини на нивните современици од тоа време, нивните колеги од репрезентација на Југославија. А тоа се Мирко Пузовиќ, бронзана медалја Олимписки игри. Тадија Качар, олимписки вице-шампион, светски вице-шампион. Еден од најголемите легенди на југословенскиот бокс после Мате Парлов. Следен ни беше легендарниот Драгомир Вујковиќ, македонската, кумановската јавност и сета спортска јавност под повозрастни години се надам го знаат како легенда, човек кој искочи на најголемиот спортист на сите времиња од категорија бокс, на Теофило Стивенсон, очи у очи. Ја загуби борбата, но испадна херој и ја освои сребрената медала на светското првенство бокс. Следни кои ни беа од познатите, да кажеме, личности, тука ни беше Трифун Костовски како председател на кометот Ѓорче Петров во категорија ракомет, како европски шампиони со кометот Ѓорче Петров. Од фудбалерите присутни ни беа легендите на македонскиот фудбал и на бивши југословенскиот, па можда слободно да кажам и на европскиот фудбал. Кочо Димитровски, кој е легенда на Вардар и на македонскиот фудбал, со 45 надпревари само за Вардар. Тука ни беше Вуједин Станојковиќ, фудбалерот кој настапи на Олимписките игри во Сеул и кој настапи на светското првенство во Италија, а поред останалото беше и капитен на Партизан, на Вардар, значи една громада од фудбалер и спортиста. Понатака ни беше легендата исто од Вардар Диме Георгиево од фудбал. И на крај како шлаг на торта го имавме на тој мал простор во Старо Нагоричино олимпискиот шампион, олимпискиот вице-шампион, спортистот на Југославија, спортистот на сите времиња на Македонија, борачот Шабан Трстена, кој на крај одржа и кратко говори и очита една убава спортска приказна со завршеток, дека ова што се случи во Старо Нагоричино, да се соберат спортисти после 46 години, е раритет на сите југословенски простори и нивна желба да повторно, може би државата да се вклучи во вакво нешто и да ги собере легендите и да им каже благодарам за нивниот вкупен труд што го дадоа во минатото спортот. Они добија благодарници. Сите тие јас направив и бина да заличи како доликува на светските шампиони, бина со надпис светски спортски легенде во фамилија Марковиќ. Тука јас се појавив како организатор, како физичко лице, немав некоја помош од страна, со надеж дека може би после оваа емисија која гледаат, за до година може да направиме нешто и на поголем ниво, како бренд да биде и така натака. Но во секој случај пораката е или целта зошто ја ова ги собрав нив беше преголема моја почит. Јас како спортист, меѓу маленкост моја да кажам, бев и фудбалер на ФК Скопје, капитен на Скопје во младински категории, значи го знам спортот, али не на тако висок ниво. Сакав да им се одолжиме и сакав на мојата генерација и генерациите кои ги гледа на сите рингови, на сите фудбалски терени по светот, луѓето од ова наша Македонија, знам дека сигурно ќе бидат задоволни од ова настан, дека овој настан не смееше да остане во тајност само на некои мали социјални мрежи. Ви благодарам ТВ Куманово, ТВ Плюс Куманово и благодарам што ќе запознаете јавноста. Знам дека има плејада на луѓе кои ќе се одушеват и кои ќе го делат моето мислење дека заслужија за нивното животно дело да им кажам благодарам. Им кажам благодарам кроз благодарници и им поклонив на секој спортиста по една медала. На учесниците од светското првенство БАПС, медала за БАПС 78-2024, а на останатите великани им подарив медала како легенди на спортот
Velikani. За заслуга најверојатно. Во југословенското време, во една голема, добра, убава држава, која беше за сите нас, равноправна, од Вардара па до Триглава, а пред се голема благодарност до Чеде, за сето ова што го направи, за сето ова што не собра овде. Тука имаме и разни колеги, разни луѓе што донеселе многу пред нас, донесе многу резултати. Од овој спорт излегувале многу бизнисмени, излегувала и градоначалниците, еве пред малце што беше. Овој спорт врзува мост, врзува нацилитети, врзува верници. Затоа ние сме тие овде, мала, ама со голема резултати. Една голема спортска историја што напишавме у тоа време во Југославија. Прекрасен потек, прекрасен чин да собере толку видни личности од едно минато, меѓутоа се уште свежа во нашите сеќавања југословенство. Оваа застава многу ме потсеќа и денес како ме прашате, ја би ја бакнал повторно. Господин Марковиć Čedo je predvodio reprezentaciju Jugoslavije na svetskom prvenstvu u Beogradu 78. godine. Nosio je zastavu, nosio je natpis iz naše zemlje u kojoj smo živjeli Jugoslavije i od tad datira naše prijateljstvo koje se nije pomeralo nadole, nego samo nagore, sve više i više. I zato koristim ovu priliku da mu u ime bokserskih šampiona i legendi i udruženja našeg predam ovaj specifičan i specijalan bokserski pehar. Браво, браво за Чедо.